Проектот Серпо и размена на 12 луѓе за еден вонземјанин. Документи и сведоци како 12 луѓе како дел од строго доверлива програма на американската влада патувале до планетата Серпо и живееле таму. Врз основа на изјавите на многу учесници и сведоци од проектот, како и Ричард Доти или Фалкон, во врска со програмата за размена меѓу луѓето и вонземјаните, таква програма навистина постоела. Тој раскажува за ЕБЕ, кој потекнува од звездениот систем Зета Ретикули. Во основа на дебрифингот на тимот Серпо и дневникот на командантот на експедицијата, објаснува како ни помогнале вонземјаните од Серпо во обратниот инженеринг за нивните антигравитацијски вселенски летала и развојот на технологијата за решавање на нашите енергетски проблеми на целата планета. Тој откри исто така како американската влада има постојан контакт со вонземјаните од Серпо. Потеклото на програмата започнало откако две НЛА се урнале во Розвил и Корона, Ново Мексико, во 1947 година. Оваа комуникација на крајот доведе до програма за размена во 1965 година, каде што 12 специјално обучени американски воени лица отидоа на Серпо, на едно од вселенските летала на Ебенови, како дел од 12 годишна мисија да дознаат повеќе за геологијата, биологијата, културата, начинот на живот и многу други работи за Серпо, како и да дознаат повеќе за жителите на Серпо, кои се нарекуваат ЕБЕ. На 16 јули 1965 година масивно вонземско вселенско летало од звездениот систем Зета Ретикули слетало на полигонот во Невада, северно од Лас Вегас. Следејќи го планот што го поставил претседателот Кенеди 1962 година, посетителите на вонземјани познати како ЕБЕ, тие пречекаа 12 член персонал. Тие сите морале да бидат без фамилија и биле добро обучени. Тие ги однеле на нивната матична планета оддалечена 39 светлосни години. Тоа не е се. Информациите за Серпо опишуваат проект со кој избира и обучува заеднички тим на американска војска да се качи на вселенското летало од овие посетители и да оди на нивната матична планета на планиран 12 годишен престој. Додека во средината на 60-тите тоа беше успешно остварено, повеќето од членовите на тимот се вратија и беа дебрифирани. Се сеќавате на филмот Блиски средби од трет вид. Се сеќавате кога владини тимови поставија зона за слетување за посетителите и како персоналот на специјалните сили на армијата помагаше со тајна логистика. Се сеќавате како 12 луѓе во црвени комбилизони беа пренесени за да се качат на матичниот брод на ЕБЕ. Записите од serpo.org тврдат дека ова се заснова на вистински факти. Тоа е намерно дозволено да се снима тој филм, нарочито крајот од филмот за полека уште од тогаш да го припремаат човекот на таква средба со вонземјани. Дополнително, информациите објавени таму и на други места укажуваат дека владата се бори уште од 1940-тите години да свати како да ги пренесе ваквите информации по широката јавност без да создаде вознемиреност и негативни нарушувања. Според информациите, низ децении се прават различни напори за постепено да не подготват за оваа реалност. Ако има вистина во тоа како би реагирало човештвото? Дали би имале отворени умови и срца кон пријателски посетители? Дали би се плашеле? Дали би се чувствувале исплашени кога би имале понапредна технологија и знаење? Дали би ги мразеле затоа што изгледаат различно и имаат различни верувања? Несомнено, тоа би додало поголема сложеност на нашиот поглед на работите. Не само што имаме проблеми со сложување со други цими и други луѓе кои се различни, сега навистина ќе треба да бидеме толерантни и со отворен ум. И дали постојат други видови посетители кои не се толку пријателски расположени, па дури и опасни на некој начин. Ова може да објасни зошто нашите владини функционери може би мислеле дека е паметно да ги чуваат ваквите информации од пошироката јавност. Според информациите на сајтот serpo.org има одговорни луѓе во и надвор од владата кои сега може би веруваат дека е вистинско време за постепено објавување на информациите за оваа ситуација. Овие луѓе се луѓе со чувство и визија,
можеа да почувствуваат дека сега можеби сме подготвени да ја разбереме ситуацијата и да реагираме одговорно и интелигентно. Затоа во последно време нонстоп се пласираат нови информации за НЛО и вонземјани. Во ноември 2005 година поранешните и сегашните членови на одбранбената разузнавачка агенција во режија на Кенеди да ја организираат програмата за размена на СЕРПО, се појавија за да откријат операција, вклучително и детали од брифингот на 3000 страници на 7 членови на тимот СЕРПО, кои се вратија по 12 години на планетата Земја од планетата Серпо. За време на мисијата се дознало дека Серпо е далечен од Земјата приближно 39 светлосни години и дека има две сонца и е малку помало од Земјата и има слична атмосфера. Сепак нивоа на радијација на Серпо биле повисоки отколку на Земјата, така што тимот мораше да ги држи нивните тела покриени во секое време. Ебенсови имале лидери, но немале вистинска форма на владење и тие живееле во мали заедници со еден голем град кој делувал како централна точка на цивилизацијата. Вкупното население на планетата било околу 650.000. Тимот од 12 лица остана на Серпо до 1978 година, кога 7 мажи и една жена се вратија на Земјата. Двајцата членови на тимот починале за време на патувањето према Серпо, додека другите двајца одлучиле да останат таму. По враќањето на Земјата, тимот беше изолиран до 1984 година за дебрифинг. Од 8 што се вратија, сите од тогаш починаа од болести предизвикани од вишокот на зрачење од двојните сонца на Серпо. Работејќи со зачетниците на ДИА на проектот Серпо и дневникот што го водел командантот на експедицијата Лен Кастен, ги прикажува целосно патувањата на овие космички пионери, вклучувајќи ги нивните извонаредни приказни за животот на вонземска планета, суперлуминално патување во Вселената и напредно познавање на вонземјаните и технологијата. Тој открива како ебенсови им ја представиле на Америка жолтата книга, целосна историја на универзумот снимена холографски, дозволувајќи му на читателот да ги види вистинските сцени од праисторијата до денес. Тој објаснува како ебенсови ни помагаат да направиме обратен инженеринг од нивните антигравитацијски вселенски летала и да развиеме технологија за да ги решиме нашите енергетски проблеми ширум планетата. Знаењето се уште е класифицирано, откривајќи ја вистината за интеракцијата човек-вонземјанин меѓупланетарни патувања. Кастен открива не само дека ебенови се враќале на Земјата 8 пати, туку и дека американската влада продолжува да има постојана врска со нив, односот со потенцијалот за унапредување на човечката раса во иднината. Тој изјави и дека веќе имаме средства да патуваме меѓу звездите, но овие технологии се затворени во црни проекти и би бил потребен Божји чин да ги извлече за да има корист човештвото. Се што може да замислите веќе знаеме како да го направиме, изјави тој. Затоа врз основа на убедливи докази дека во моментов се случува нешто што може да биде од значителна важност, овој извештај се обидува да изврши јавна услуга. За оваа размена на 12 луѓе кои го посетија Серпо, од кои 8 се вратија, тие се меѓу најголемите неопеани херои на нашата цивилизација. Проценете сами. Би ми било драго ако пишете во коментар кое е вашето мислење. Ви благодарам за вашето одвоено време.